Лицата со попреченост не се безпомошни. Најголем дел од нив се подготвени сами да се грижат за себе и да си ја обезбедат екзистенцијата. Мојата бизнес идеја е, што веќе работам на тоа, торти и сладки, само сакам тоа да си го направам легално, да си го легализирам и сега со оваа поддршка од владата, се надевам дека тоа ќе го направам легално и дека ќе успеам во работата. Како да се прехрани план има и велешанецот Левтер Николов. Имам нада да држава ми услужи и со Господ напред. Што имате замислено да отворите? Па нешто за помпрет и така. Сакам ваа работа да искористам, доста се мачам. Но овие луѓе не можат се сами. За да ја реализираат идејата и да ја претворат во бизнис кој ќе ги храни и нив и нивните семејства, потребна им е стручна помош. Идејата не е доволна за да можат да ги побараат средствата или да го направат бизнис планот онака како што треба. Ние им помагаме во тој пристап и искуството покажува дека еве од луѓето каде што сме помогнале до сега имаме 12 самовработувања. Печатница имаат отворено, автолимарски сервис, фризерски салон, киоск, од таков тип на помали бизниси. Токму ова е целта на обуките кои се организираат со помош на УСАИД, а една од нив денес се одржа и во Штип.